Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е завршната сметка за буџетот за 2021 година. Нормално тоа е една од процедурите, односно истата треба да биде верифицирана во Собранието и можеме на крајот слободно да заклучиме дека имаме уште една неуспешна година од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во однос на финансиите. Финансиите беа најавувани од владеачкото мнозинство како една од битните работи каде што тие силно ќе инвестираат, дека ќе промовираат високи вредности, високи достројли во финансиите, во економијата. Се изменија еден куп премиери, еден куп министри за финансии, никако да доживееме, да ги видиме тие добри и големи перформанси во економијата од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. Крајните резултати за 2021 година се крајно поразителни. Имаме фантастични расходи од 4,2 милиарди евра. Приходите се само 3,54 милиарди евра, што значи дека државата произведе дефицит од 632 милиони евра, и тоа се пари кои ќе одат на контото на задолжување на државата, зголемување на јавниот долг и носење на Македонија во, како што реков, финансиско робство. Јавниот долг во 2021 година е позициониран на 7,14 милиарди евра и нормално веќе 2022 година ги гледаме ефектите од тоа преголемо задолжување. Тропнавме на вратата на ММФ и пред некој ден овде во собрание помина Законот за дополнително задолжување на државата, меѓутоа со еден специфичен наслов загрозена ликвидност на државата, односно државата е и де факто и од странците и од ММФ потврдено дека оди во банкрот, односно нема ликвидност, нема пари, немаме можност да ги враќаме огромните кредити кои се земени и само по основ на камати ова година треба да вратиме некаде 230 милиони евра камати. Тоа што упорно се трудевме и при носењето на буџетот и при ребалансот на овој буџет од 2021 година да го потенцираме и никако да најдеме на слух од било кој министер, од било кој премиер, немате развојна компонента во ниту еден буџет што е донесен, што е затворен, а веќе сте 5-6 години на власт, никако да ја постигнете таа развојна компонента во буџетот. Капиталните инвестиции од буџетот 2021 година се позиционирани на 26,9% од БДП, додека нефункционалните расходи се позиционирани на 36,9%. Ова се разлика некаде 10% негативни во однос на таа развојна компонента. Значи, ни далеко не сме од развојната компонента, односно далеко сме од развојната компонента и едноставно ова се перформанси кои ни најмалку не зборуваат за некоја добра перспектива на државата. Инфлацијата во 2021 година е позиционирана на 3,2% и беше само една добра увертира за неспособноста на економските политики и фантастичната инфлација која имаме во 2022 година од 20%. Сумарно 30 до 40% на храната, на енергијата и така натаму. Значи, едноставно, сиромаштијата веќе тропа на секоја врата, далеко сме и од средна класа, далеко сме и од било какви слоеви во државата, веќе нема некој што е задоволен во однос на економијата, на финансиите. Задоволни се само фирмите кои земаат условно така наречена помош од државата, меѓутоа тоа се изберени, таргетирани фирми од опкружувањето на Социјалдемократскиот сојуз
на Република Македонија и ДУИ. Жалосно е производот, како и да го коментираме, од буџетот 2021 година е многу јасен. Второ место, високо второ место во скалата на мизерија. Значи, Македонија, македонците живеат мизерно. Тоа е крајно поразително за политиките за времето кое го живееме. И никој не сноси одговорност, никој не сака да ги постави проблемите на вистинско место. Едноставно политиката купи ден, продај, нешто ако може да се направи криминална сделка и така натаму, тоа останува. Најлоши сме во регионот и по инвестиции во таа 2021 година, и ако погледнете, исто така и најлоши сме и по раст на бруто домашниот производ. Србија има 7,5%, Хрватска 10,4%, Словенија 8,5%, далеко подобри перформанси во однос на растот на буџетот. Сума сумарум, уште една крајно неуспешна година, уште една година која значи пораз за Македонија, пораз за македонските финанси, за македонската економија, која значи безперспективност и едноставно значи посиромашни луѓе и луѓе кои не се задоволни во Република Македонија. Решение за ваквиот однос во финансиите се предвремени избори и граѓаните покрај другите порази кои ги нижи државата да одлучат дали ја сакаат оваа политика на безперспективност, на политика без развој, без вложување во капитални инвестиции, без вложување во развој на државата, без нови автопатишта, без заокружување на гасификацијата, без вложување во алтернативни извори на енергија и решавање на енергетската криза, или сакаат сосема спротивно решение на сите овие проблеми кои ги мачат граѓаните. Поразително и едноставно изгубена година за Република Македонија, произведена од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. Благодарам.